Започнува ревитализацијата на Самоиловата тврдина, која представува значаен символ на историјата, културата и идентитетот на Охрид. Исклучително посетена, тврдината досега освен преубава гледка кон градот, не нудеше никаква содржина. За почеток ќе ја вратиме велелепната летна сцена, каде некогаш во исклучителен амбиент се одвиваат драмски представи, открива министерот за култура Љутков. Во завршна фаза е изработката на проектот за ревитализација на Самоиловата тврдина, заштитата и промоцијата и презентацијата на Охрид и Охридската споменична целина, која се вбројува во редот на светското културно и природно наследство, представува врвен приоритет на Министерството за култура и туризам. Самоиловата тврдина ќе биде една од сцените која што ќе може слободно да ја користи и фестивалот Охридско лето. Тука пред 2 децении се одржувале театарски представи. Наша интенција е да го истражиме целиот простор и да го заживееме. Планираме да има мини музеј, сувенирница, билетарница, кафетерија и други содржини, вели директорот на Охридскиот завод и музеј. Ќе ставиме акцент на заживување на овој простор со летната сцена, партерното редување, патеки на движење, опис на локалитетите кои се наоѓаат тука, санитарниот јазол, илуминацијата, озвучување и така натака тие се. И паралелно ќе одат и обемни археолошки истражувања во исто време на северниот дел од тврдината. Во меѓувреме ќе продолжат истражувањата на Самоиловата тврдина, оти откриено е околу половина од она што таа го крие. Инаку годинава, Завод и музеј од Министерството доби еден од најголемите буџети досега. Станува збор за сума од над 13,5 милиони денари. За заштита на културното богатство се предвидени околу 11 милиони денари, а ќе се реализираат 30 други проекти од областа на музејската дејност.